Манирите на еден маж се многу значајни, затоа зборевме многу пати, но кои се оние манири кои што навистина жените крајно ги нервира кај еден маж? А нив ги има многу, навистина премногу, и читајќи во многу мина од нив се пронајдов и јас. Најмногу од се, прво нешто што ги нервира жените навистина многу е зјапање во друга жена која си заедно со својата партнер. Второ, не спуштање на таската од WC шоја. Трето, оставање во кујната хаос околу тебе. Јадење во дневна соба, исто така оставање хаос околу тебе. Возење без на автомобил, демонстрирање сила, крајно ги нервира. Секогаш кога ќе видиме некој дека не вози како што треба, најме секогаш да кажеме она кола 100% ја вози некоја жена, која што исто така е многу дрска. Жените исто така ги нервира кога не им се јавувате и кога не им кревате на телефон. Исто така кога не им враќате на порак. Има многу работи кои што навистина треба да ги промениме ние мажи. Тлука, викање, пцуење, испуштање гасови и ред многу други работи. Затоа како ние што посакуваме од нашите жени, партнери, партнерки да бидат кон нас како што треба и ние мажите овие манири кои што ги поседуваме и ги имаме голем дел од нас да пробаме дел од нив да ги промениме. Многу пати јам кажам, бракот е компромис. Кога збориме што сакаме и како мислиме дека треба една жена да биде одговорна кон еден маж, не значи дека само жената треба да се посвети 100% на маж. Исто така и мажот треба да биде посветен дури и повеќе на својата жена. Значи бракот е една институција, тоа е фирма која што формуваме кога е многу мала. Ако не работиме на таа фирма, ако не даваме максимум од себе, ако не направиме добра структура, ако од година на година не растиме да бидеме се поуспешни, така ќе се распадне таа фирма, а исто и со бракот ќе се распадне тој брак. Затоа пак повторувам.